Благодарам. Почитувана колешка, мислам дека треба веќе на кој знае кој ден од нашата расправа да престанеме да го читаме експозето на министерот и со одредени факти и аргументи кои што ги осознаваме од секојдневното доживење, да пробаме да разговараме тука во една, би кажал, здрава дебата, за на крајот оние кои што не следат, а тоа се нашите избирачи и граѓаните на Република Македонија, да извадат заклучок дали ова кое што ние го носиме, а кое што тежи 4,7 милиарди евра, ќе ги даде одговорите на нивните проблеми или нема да ги даде. Јас одговорно тврдам дека нема да ги даде, затоа што на есен е најавен нов ребаланс, а во последните 12 месеци, односно за вкупно 12 месеци, ние во ова собрание ќе носиме 4 документи кои што го носат предзнакот буџет или ребаланс на буџет. Ова е буџет кој што потврдува дека во држава владее економско фијаско, дека е распад систем. Ова потврдува дека повторно ниту една шајка нема да биде закована, дека нема да има повисоки плати и пензии заради тоа што ви штрајкува целата држава. Двата најголеми унии на синдикати ви се излезени на штрајкови и очигледно дека немате никаква комуникација со нас. Против вашата економска политика се сите комори, сите организации на работодавачи, сите синдикати, сите организации во држава кои што некогаш и за волја на вистината и не се срамам ниту бегам од тоа и биле блиски до вас, сега се против вас заради тоа што има таква причина, затоа што сето она кое што го бранеле веќе не може да се брани пред нивните организации, затоа што не е нормално ова што се случува, 4,7 милиарди евра, да нема никаква помош и сега тука не обедувате дека со 600 милиони барем така наречени антикризни мерки успеавме да имаме 14,5% инфлација, да имаме повисока струја за од 14 до 15%, троцифрено гориво. Кога ќе влезете во маркет, тука има доктори дека имаат предакутна состојба луѓено пред срцев удар, и сега со 70 милиони евра дека ќе ги успееме да ја спречиме оваа сиромаштија која што доаѓа. Дали во овој буџет има некаков план што ќе правиме кога ќе доаѓаат ладните месеци? Како ќе ја поминеме зимата? Дали имаме доволно стоковни резерви? Дали имаме доволно нафтени резерви? Како ќе им помогнеме на граѓаните? До кога ќе можат граѓаните со нивните буџети да го издржат ова? И доста со тие, не бевам према вас, борам према оние институции кои што се раководени од вашето мнозинство. Ваква методологија ќе донесеме од септември, од октомври, од ноември, вие во ваше време, колешки, еве вака да ви кажам, конфискувајте се. Се конфискувајте што е на ВМРО да помени. Тоа не е никаков проблем, барем мене лично никаков проблем не ми представува. Ако од утре овој народ живее подобро, но нема да живее подобро овој народ. И затоа ние треба да седнеме тука посериозно да се погледнеме очи да видиме што ќе правиме, затоа што навистина доаѓаат сериозни предизвици. Можете да се надевате дека топло време ќе издржи уште месец-два, но сите ваши политики ќе бидат демантирани кога ќе стигне првата сметка за струјата еве во месец октомври или ноември. А што ќе правиме? Врска нема никој тука да ни каже како ќе успееме да им помогнеме на граѓаните, а замислете 4,7 милиарди во вода.